Во основните училишта во Гостивар во тек се уписите на ученици во прво одделение кои ќе траат до крајот на мај. Годинава Министерството за образование воведе можности за онлайн запишување. Сепак праксата досега покажа дека најголемиот дел од родителите преферираат документите да ги поднесат лично и детето да го види училиштето во кое ќе тргне во прво одделение од септември. Електронското пријавување ретко се користи како опција. Веќе се навикнати тие со физичка присутност, но има и такви што и онлайн се запишуваат, зашто имаме и таква можност заради COVID-19, но претежно одат со физичка присутност, зашто ги земат и децата да ги запознават со училиштето, кај се запишуваат и така. Но и ова е добра можност, кога немат можност да бидат присутни, со онлайн фактички да ги запишат првачињата. Советот на општина Гостивар на последната седница усвои одлука за реонизација при уписите на првачињата, со која се определува во кое училиште детето треба да тргне во прво одделение според местото на живење. Ова се прави со цел да има рамномерна распределба на ученици. Јас, според моје мислење, дека треба да се почитуваат, зашто гледаме имаме голем проблем. Ете, например, едно училиште во македонските паралели во Башкими. Претежно децата се запишуваат во Кемал Ататурк и остануваат со мал број на ученици во некои училишта. Во некои е голем бројот на ученици, а во некои училишта има мал број. И нормално таму има големи проблеми, зашто треба со време и да излегуваат и како технолошки вишок заради незапишување на децата според реализацијата каде што припаѓаат. За запишување во прво одделение потребно е да се достави потврда за примени задолжителни вакцини, потврда за извршени прегледи за заби и очи, како и извод од матична книга на родени. Во прво одделение во новата учебна година се запишуваат деца родени во 2015-та и деца кои ќе наполнат 6 години до 31 јануари 2022 по барање на родителот. Минатата година во Гостивар имаше 660 првачиња.